Добър ден, драги ученици, родители. По редослед на методските единици днеска го правиме вториот час од изведување на вежби за дел од телото, односно за нозете, каде што и овдека ќе пробаме да го употребиме како реквизит хулахоп, обрач, кој што ќе ни направи малку по-динамична атмосфера и малку ќе ни го одлучи вниманието, за да ни биде по-интересно, а да извежбаме вежби кои што се претежно за дело, од тело, односно за нозете. Нема да должиме, стартуваме веднаш. Ние хулахопот вака поставен на под, ќе пробаме да го искористиме први за вежби за загревање, бидејќи со нози ќе работиме, еве да речеме влегуваме во него и правиме лесно движење на прсти, трчање од место или низ од џоб, па ќе го покажеме странично, а можете и вие други да во место, за да биде малку поинтересно, ќе да стартувате кручење во една насока, 3 круга, па можете да и во спротивна насока, напрсти нормално и чувате раст. Ако сакаме да изолираме само да биде со нозе, тогаш раците ги фиксираме и работиме само со нозе. Истата ова положба ќе искористиме, ајде да кажеме, за високо подигнати коленици, 10 повторување во чело, а може да ги правиме со повторување и уште високо, нормално кој колку ќе може. И секако доколку не се создава некоја бучавост и пречки во томот, ако тоа се одрази на некој што живее по нас и немаме можност за поради другите членови во семејството да правиме, да речеме, поголема бучавост. Одиме сега со лесни движења, лесно трчање околу обрач напред во еден правец. По 3 круга речеме да направиме, бидејќи ќе имаме повеќе вежби, па можеме 3 круга да направиме и во оваа насока. Сега, ова може да го искористиме и за трчање назад, нормално прсти пета, за да не падаме, а секако и малку да почувствуваме трчање и не само праволиниски, туку малку кружно со некој агол на тело. Ова може да го изгледаме и на овој начин. Напред, околу обрач, назад. Напред, околу обрач, назад и во друга насока. И неколку вежби од, речеме, тип на трчање во место или трчање околу една точка, околу еден обрач. Јас би го искористил за лесни подскоци, кои што се доста интересни и еве ние, ајде може со мали претрчувања, чисто да почувствуваме висината на обрачот, за да знаеме колку да ги подкреваме нозите. И сега можеме напред, назад, наизменично, бочно, дури може и кружно движење, што овој реквизит го дозволува, а другите, јаженце, прачка, линија, доста се праволиниски или под прав агол се изведуваат движењето, одека веќе дозволува малку кружно движење. Може да направиме споено, расчекор, споено, расчекор, споено, расчекор, споено, расчекор, споено, расчекор, споено, расчекор, споено и да направиме подскоци од таков тип. Речеме суножни, двоножни скокчиња. Почнуваме полесна опција, полесна варијанта. Овде кај сме паралелно, влегуваме со една
натре во кругот, на надвор, излегуваме со другата, со ова што беше надлегуваме и излегуваме со две. Пап, 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 пап. Сега можеме едната да биде натре, другата надвор и наизменично сопчено ги правиме. А ќе пробаме и да се свртуваме со една ръка. Ајде нова натре во кругот, нормално ќе го направиме тоа и со нормално и еве негово лесни сопчења кои што се надеваме дека нема да пречат многу во домашни устои. Ако поминеме сега на вежби за изтегнување на нозете, каде што би требало да ги правиме предножување, задножување, одножување, исправени, изгрчени и така натаму, тука ќе ни помогне овој холохоп и еве еден предлог, ќе покажеме тука доколку е можно. Вие после ова видео ќе ги користите не само местото во собичката, туку ќе пробате да ги користите сите простори, за да можете малку и во движење да ги изведувате вежбите, да не бидат сите статични. Па еве, ние би дале вежба, ќе ги вклучим идејата за почеток, предножувања и предрачувања со еден допир или по-ниско, да речеме, предножување, каде што ќе помогне ова холохоп за некоја ориентација. И тоа одите од собичката, од место за почеток, може да продолжите во ходник, во друга соба и еве на овој начин да ги изведете движењето. Ако сакаме да се вратиме во нашата собичка, каде што почнавме, но сега ќе пробаме овие предножувања да одат повисоко, рацете се вклучени само за да го држат повисоко нашиот обрач, а предножувањата се високо горе со испружени прсти, значи ќе се почнеме во место, па во движења и на крај, еве, обрачот холохоп ни помага да направиме повисоки или по-зголемено движење. Предножувањата може да ги изведеме и згрчено, значи ова може да се изведе и на овој начин. Доколку не може да се искористи друга просторија, барем во вашата соба, вие ќе пробате да најдете метро-две, каде што, значи, предножување згрчено со свиткана нога во коленница. Ако сакате да зголемите, еве, ќе ги одморите раците малку подпрено на врат, малку по-ниско од висина на раненици и да пробаме што повисоко, значи колено додат кон граб. Значи, се помагаме, обрач ни помага малку и одмориме некој дел, но и не мотивира некој да постигнеме некоја повисока цел во иста или слична вежба или усложната вежба. Еве задножувања, да кажеме, по задножување може да почнеме со холохопот, го држиме со две раце, во место, задножувања, и сега можеме да се движиме на напред. Еве овдека може малку статично, сме преминале во ходникче, друга соба, но можеме во задножување, згрчена нога и да се помогнеме со обрач, речеме да направиме изтегнување, па дури да отидеме во вага. Еве и од друга страна, друга нога, па да направиме и вага. Може да пробаме дури и позади, ако сакаме да допреме, нели?
Znači zadržuvanje, pa zgrčanje. Малко водно, може да се шутне, да се ритне, може да се шутне како со сакаме да шутнеме некоја топка, разлагуваме, бидејќи во овие некои истигнување или повисоки нива на вежба, дури може да се јави и мало згрчување на мускулатурата, па затоа во став споен, против згрчување, сегогаш е добро да се истегнеме во став споен, така, може да се стигнеме, да помаме или со обрач, така дека, да се поставиме близко и пак да пробаме да го земеме. Може да го поставиме, да влеземе во него внатре и да пробаме да туркаме, да влечеме со обрачот, за да ја стегнеме задната ложа. За да направиме некое одножување, можеме од отклони и одножувања за старт, но кажавме да пробаме сегогаш да правиме веќе во соба и динамика, па може така, оп, и да пробаме да се движиме, еве да речеме, пак до некоја друга просторија во нашиот дом и полека овие направиме во движење 7-8 повторувања, 10 ако е можно. Мориме малку, па јас ќе продолжам малку и да можда да видите вежбата и од заде. Значи, од одножување и одвршување, ама помага глубоко, дълбоко, или по-малко ги прави по-малко движение со одножување. Еве, се вративме пак на наше место почетно. Тука хоп сигурно може да го искористите малко да биде по-интересно, овој да ви го пробаме или за свртувања. Може да се искористи да се врти на скочниот зглоб или на подколеницата. Убаво е ако имате да го поставите ногата на стол или на нешто да подпрете, па кружни движења и со надколеница, каде што дури како некоја, речеме, масажа ќе излезе дека прави самиот хубаво брзозите и дури ќе биде пријатно, па уште ако има малку музика, некоја тивка да се пушти малку, ќе биде доста забавно. Еве, ќе привршиме со некој стегнување од издишување горе, вдишува горе, издишува долу, вдишува горе, издишува долу. Можеме да почушнеме на десна нога, да помогне кога копчето па на лева, пак на десна, пак на лева, да направиме истегнување, значи во исчегор напред, почушнуваме предна нога, на задната исправена и се помагаме со полукопот, го правиме со настапливната страна и некаде полека може да ги завршиме овие вежби со овие истегнувања, така да малку, бидејќи одиме, бидејќи се работи за нозе, во чекорење, сите вежби се работат по место, но еве дадовме примери за движење и во нашиот дом, бидејќи и таа некоја монотонија на едно исто место треба да ја разбие. Јас ви благодарам, сега да наставиме час. До гледане.